И овој амандман се однесува на членот 353В. Голем дел беше кажан во претходната дискусија, секој членот 353 е поле за препирање помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Јас искрено некогаш очекувам онака искрено пратениците од ВМРО ДПМН да излезат и да им се заблагодара на пратеници во СДСМ што ги донесоа тие измени, затоа што на нивните функционери им застареа над 80 дела. Ние имаме пратеник тука на кого му застаре делото од власта, што впрочем не се ни докажа никогаш неговата вина или невиност. Така да мислам дека и со ова предлог законско решение во држава каде што застаруваат криминали на сите високи функционери, ама никогаш не застаруваат криминалите кога се однесува за кражба на чебапи, јас апсолутно не верувам во намерата на власта дека ќе има одговорност, затоа што ние 35 години гледаме како сите високи функционери ги трошат милионите дали во Будимпешта, дали во Монако, дали во Дубаи, додека овде гледаме театар, колку сте сите испотресени со измените на тие членови, кој правил кворум, кој не правил кворум, а застареле на 200 функционери, па кои се тие функционери? Кои се тие функционери? Тие функционери се од власта, тие функционери се од ВМРО ДПМН, тие функционери се од СДСМ. Да бидеме конкретни. Гледам дека тенденцијата не е воопшто да се прифатат забелешките од јавната расправа, се организира јавна расправа чисто како една фарса, дека ете ние за разлика од 2023 организиравме јавна расправа во однос на членот 353 став В. Она што беше нотирано е дека очигледно тенденциозно се трга став 5, кој предвидува одговорност за одговорните лица во органите на државната управа. Што значи тоа? Дека сега со ваква измена ние нема да имаме одговорност за одговорните и службените лица во органите на државната управа, нема да има одговорност за министрите, нема да има одговорност за администрацијата и можеби за 5 години пак ќе дојдеме и ќе слушаме, ама вие во 2026 гласавте закон каде што не се предвидува одговорност за службените лица во органите на државната управа. Не знам кои се експертите со кои се консултиравте, дека ова е добро законско решение. Не знам, можда е адвокатот на Никола Груевски кој го одолговлекуваше предметот Талир и ете вчера ви застаре уште еден случај благодарение на измените кои ги донесе на СДСМ. Така да очигледно се работи само за уште една фарса и очигледно дека тенденцијата на неказнување 30 години амнестија ќе продолжи и со ваквите предлог измени. Благодарам.